Благодарам, господине Мисовски. Почитувани колеги и пратеници, јас би сакал да почнам со конкретниот предлог за кој што денеска дискутираме. Колегите и доста прецизно образложија кои се нашите дилеми околу предлогот денеска за директор на оваа институција, но на почетокот дозволете да ви објаснам како течеше постапката во рамки на Комисијата за прашања на изборите и именувањата. Овој предлог на комисија го истакна колегите претеници од Социјалдемократскиот сојуз. Предлогот доби 7 гласа за и 6 гласа против. 6 гласа против беа претениците членови на Комисијата за прашање на избори и именувањата од ВМРО ДПМН. Причините зашто гласавме против се воглавно во онаа линија во која што колегите претеници ви образложи. Ние цениме дека партизацијата на клучните институции кои што се во ранг на регулаторни тела, ова не е регулаторно тело, но е независно тело според словото на законот, не е добар процес. Во Република Македонија многу јасно е поделен политичкиот систем, според уставот на државата, според законите. И вчера дискутирав за една сосема друга точка, но и денеска ќе го повторам тоа. Ние немаме никаков проблем, напротив, сметаме дека политички фигури треба да сносат политичка одговорност на политички позиции. Така се црпи легитимитетот. Луѓе кои што излегле на избори, добили легитимитет, гласале луѓе за нив, ги поддржале, им дале можност врз база на ветена програма, врз база на кредибилитет личен, врз база на минат труд и така натака и така натака. Но, во делот на овие институции, врз чија надлежност има Собранието на Република Македонија, а не владата на Република Македонија, не случајно нашиот политички систем, а и генерално во сите европски континентални политички системи, се поврзани со во својот избор и во своите извештаи, во своите програми кои што ги носат, се поврзани само со Собранието, а не и со владата. Зошто е тоа така? Тоа е така заради тоа што оваа дирекција за заштита на правото на слободен пристап до информација од јавен карактер, доколку биде поставена во политичкиот систем под извршната власт, волјата во нејзиното функционирање ќе зависи од волјата на извршната власт. Во овој случај и во случајот на европските континентални политички системи, ваквите институции се поставуваат под Собранието. Зошто? Заради тоа што се претпоставува дека Собранието е посебна власт независно од извршната власт. Во нашиот случај не е така, не заради тоа што не е напишано така, така е напишано во уставот на државата, но тоа не е така заради тоа што мнозинството во Собранието дозволува да биде контролирано од извршната власт. Нема предлог од извршната власт кој што не поминал од страна на мнозинството, не бил прифатен, не бил изгласан, нема иницијатива за никаква надзорна расправа од страна на мнозинството, нема иницијатива за никаква дебата по суптилни и проблематични теми кои што би донеле некаква критичност према извршната власт од страна на владеачкото мнозинство, дури во овој мандат и надградено и проширено, ако ми дозволите така да се изразам, не се дозволува нити опозицијата да иницира такви постапки. Вие видовте вчера овде присутните пратеници, па и јавноста, само заради една точка која што опозицијата сакаше да се вклопи во дневен ред од 120 точки, а таа точка беше за аерозагадувањето и потребните активности кои што извршната власт треба да ги превземе во смисла на санирање на некои од последиците од аерозагадувањето, владеачкото мнозинство се реши на инает све што може да направи до 1 час од утринава да не дозволи расправа за аерозагадувањето. Во таков случај, денешниот предлог комплетно се вклопува во таа атмосфера во која што владеачкото мнозинство во Собранието е под комплетна контрола на извршната власт. Затоа владеачкото мнозинство денеска предлага директор на оваа институција, која што не смее да биде под контрола на извршната власт, да биде личност за која што владеачкото мнозинство знае, не предпоставува, знае дека ќе биде под контрола на извршната власт. Баш затоа се предлага ова име и презиме. Зошто? Заради тоа што е дел
од цврста партиска хиерархиска структура, член на партиска комисија за правни работи. Таа господја, која што е предложена, ќе извршува партиски политики во оваа институција, која што примарно, според нашиот политички систем, е поставена да не биде така. Еден мал милион невладини организации, граѓани, здруженија, па и опозиција дури ако сакате, медиуми, новинари, ќе иницираат да добиваат информации од јавен карактер, кои што не се класифицирани од институциите. Оваа власт, еве ако сакате и претходните власти во Република Македонија, не беа најблаго кажано агилни во презентација и во дозволување на јавноста да добива информација од јавен карактер, посебно оние кои што се суптилни. Од аспект на финансиски политики, од аспект на трошење на државни пари, од аспект на тендерски постапки, од аспект на кадрови прашања и така натака и така натака. Впрочем, ниту една афера и скандал на оваа власт во последните 3 години не се случи како плод на ваква иницијатива. Се случи како плод на свиркачи кои што однатре ги гледаат состојбите во институциите, па си дозволуваат да ги дадат документите на новинари или да ги дадат документите во опозиција, па медиумите или опозицијата да извади некој скандал или афера. Ние не видовме ниту еден скандал врз база да се отвори, да се разоткрие, да се дискутира за тоа врз база на овој пристап на информации од јавен карактер, односно слобода на информации, да пристап до информации од јавен карактер. Мислам дека со предлагањето на една господја која што е дел од цврста партиска структура на СДСМ, ние не треба да се надеваме и не можеме да се надеваме дека оваа институција ќе биде на нивото на задачата која што има. Јас внимавам секогаш и на седници на Комисијата за прашање на изборите и именувањата, и на седници на Собранието на Република Македонија, лично да не дискутирам за квалификациите на кандидатите. Мислам дека тоа е минимум достоинство кој што треба да го имаме сите. Кога треба да пофалиме, ќе пофалиме. Кога треба да се спротивставиме, ќе најдеме начин, без никого да го повредиме, без на никого да му ги оспориме квалификациите, кои што се неопходни според законот, дека ги исполнува, но немаме право во конкретниот случај воопшто да се надеваме дека господјата ќе извршува раководната позиција во Дирекцијата за заштита на пристап до информации од јавен карактер врз база на кредибилни, принципиелни, независни принципи. Имаме голема веројатност дека оваа господја или ќе добива насоки од партиската централа на Социјалдемократскиот сојуз како дел од таа партиска централа, или па врз база на принцип на самоцензура ќе внимава да закочи што е можно повеќе информација од јавен карактер да излезат во јавност. Затоа, јас вчера си дозволив, имаше еден предлог од владата за член на Советот на Народна банка. И си дозволив да дискутирам и да го пофалам кандидатот. И да кажам дека опозицијата нема да се спротивстави на изборот на член на Советот на Народна банка, заради тоа што човекот не бил партиски поврзан, не бил дел од цврста партиска структура, секој има афилијација, секој има симпатии, секој има политички ставови. И тука не е проблем. Но кога бираме вакви тела, треба да внимаваме да не се минимум, да не се дел од партиска хиерархија и од партиска структура, како во конкретниот случај за господјата, што е предлог за оваа директорска позиција. Оваа господја е дел од партиска структура, е дел од партиска хиерархија и ние и јавноста и имаме право да се сомневаме дека незината функција и работа нема да биде одвоена од партиските потреби, насоки и интереси на Социјалдемократскиот сојуз. Утре некој медиум ќе прати писмо до Министерство за животна средина и ќе побара информација од јавен карактер во врска со аерозагадувања, мерните станици, колку пари има државата, колку потрошила и така натаму. Министерството за животна средина врз база на политичка проценка на министерот, на заменик министерот, на државниот секретар, небитно, ќе донесе одлука дека нема да ги достави овие информации, иако се од јавен карактер. Имаат рокови, 15 дена, 30 дена, ќе ги користат тие рокови. Медиумот кој што ќе сака да ги добие овие информации, ќе прати писмо до
оваа институција за пристап до информации од јавен карактер. Оваа институција по слово на законот ќе треба да биде адвокат на медиумот. Ќе треба да изрече прекршочни мерки против Министерството за животна средина хипотетички и ќе треба да каже дека Министерството за животна средина ќе прекрши закон доколку не ги достави информациите до медиумот кој што се интересира. Тоа е така напишано и така треба да биде. Но врз база на тоа дека господјата која што е предлог за директор на оваа институција доаѓа од партиска структура, доаѓа од партиска хиерархија, или некој ќе се јави и ќе каже стави го тој предмет во фиока, или сама врз база на принцип на автоцензура ќе го стави тој предмет во фиока. Што ќе добијат граѓаните? Ќе добијат уште еден партиски член в домен на државна функција, но ќе добијат и помалку информации кои што се битни за нив. И ова станува тенденција. Се што оди во собранието како избор станува тенденција. Мене може да ми се лутите колку сакате, вашите министри може да ме критикуваат по медиуми колку сакаат. Но јас се чувствувам горд со тоа што не дозволувам на брза трака да си назначувате партиски членови на клучни државни позиции. На тој начин го штитам јавниот интерес. Го штитам јавниот интерес, го штитам интересите на граѓаните врз база на тоа дека овие институции не треба да бидат поврзани со политичката легитимација. Овие институции треба да се бираат од личности кои што нема да бидат оспорени, бар нема да бидат оспорени од некој сегмент од политичкиот спектрум. Ние вчера избравме член на Советот на Народната банка без ниту еден глас против. Така? Тоа значи дека вчера ниту еден пратеник не се сомневаше дека лицето кое што е предложено за член на Советот на Народна банка има потенцијал да извршува таа работа. Но денеска оваа господја ќе биде избрана со многу гласови против. Што значи тоа? Дека пратениците и граѓаните кои што веруваат во тие пратеници, што ќе гласаат против, во старт немаат доверба кон независноста, објективноста, отвореноста, што оваа господја ќе ја применува во својата работа. Што добиваме? Добиваме 400, 450.000, 500.000 гласачи, кои што по дефолт, граѓани, кои што по дефолт нема да имаат доверба во оваа институција, заради тоа што ќе биде раководена од лице кое што потекнува од цврста партиска хиерархија, цврста партиска структура, а не треба да е така. Не треба да е така. Затоа вакви клучни институции треба да одат низ процес на разговор помеѓу различните политички групации во ова собрание и да се трудиме на крај да дојдеме до решение во кое што нема да имаме сомнеш, а уште подобро ќе имаме доверба. Вашите министри за правда, за администрација, за одбрана немаат телевизиски настап во кој што не изрекуваа критики за Комисијата за прашање на изборите и именувањата и кон мене како председател на таа комисија, а поврзани со процедурите за избор на директор, односно за главен државен ревизор. На крај, нивните критики паднаа во вода со самиот факт дека успеавме, навистина малце подоцна од тоа што треба, или многу подоцна од тоа што треба, но за прв пат се доведовме во ситуација сите заедно да изгласаме главен државен ревизор и да кажеме имаме доверба во ова лице. Дали беше едноставно? Не. Дали вам ќе ви беше полесно да си изберете некој партиски послушник? Да. Но што ќе добија граѓаните? Утре тој Државен завод за ревизија, раководен од главен државен ревизор, избран со сите гласови тука, ќе има целосен кредибилитет и легитимитет да стави подпис на извештај со кој што ќе каже институцијата таа и таа работи законски, ама институцијата друга не работи законски. И никој од нас нема да има право да го спори тоа. Тој принцип, за жал, не го почитуваме во конкретниот случај за оваа дирекција заштита на правото на пристап
до информации од јавен карактер. И затоа јас би ве охрабрил, не секогаш, не завршам мислата господин подпредседателе, јас би ве охрабрил сами во овој случај да не го прифатите предлогот и да дозволите Комисијата за прашање на изборите и именувањата да дојде до решение за кое што ќе бидеме спремни да застанеме сите. Благодарам и вам. Има